Почитувани граѓани на Битола, почитувана министарка за култура Костадиновска Стојчевска, почитуван министар за земјоделие Николовски, почитувано раководство на СВР Битола, почитувани представници на медиумите. Со посебно задоволство денеска со моите колеги од различни ресори во владата сме во посета на Битола за да направиме увид на сите реализирани тековни отпочнати проекти во градот, но и на поширокото подрачје. А во ресорот со кој што јас раководам, да ги видам резултатите од работењето на полицијата во насока на поголема безбедност на граѓаните. Полициската станица во Битола пред 4 години го доби новиот лик како една од тие 80 станици кои што ги реконструиравме во државата и практично од 2019 година до денеска имаме реализација на многу вакви проекти за подобрување на условите за работа на полициските служби, меѓутоа и за подобрување на условите за остварувањето на правата на граѓаните. За реконструкцијата на оваа зграда беа потребни некаде околу 7 милиони денари кои што ги обезбедивме од буџетот на Министерството. Исто така во овој објект е воспоставен систем на соларни панели, а канцелариските простори на подрачјето на СВР беа комплетно опремени со нови клима уреди и со тоа не само во летниот период, туку и во зимскиот период беше подобрено системот на грејење во сите објекти и простори кои што ги користи секторот за внатрешни работи. Во рамките на подрачјето што го опфаќа секторот за внатрешни работи Битола, во 2021 година имавме вистинска градежна експанзија со наша инвестиција од околу 38 милиони денари, кога беа реконструирани уште 4 полициски објекти во надлежност на СВР Битола. И тоа ОВР Прилеп, ОВР Ресен, ОВР Крушево и полициското оделение Кривогаштани, во кои покрај другото комплетно се сменети сите инсталации, комплетно е сменета столаријата на овие објекти, изработена нова фасада и на тој начин практично ги реализиравме насоките и идеите на владата за енергетска ефикасност од една страна и второ за заштита на животната средина. Не можам да не потсетам дека градежните работи за реконструкција и санација на овие објекти се одвиваа дури за времето на пандемијата, со максимално почитување на сите протоколи, а завршија квалитетно во дадените рокови на наше задоволство и секако на задоволство на колегите во полициските станици. Особено што за прв пат по повеќе децении оваа влада ги реализираше потребите на граѓаните на СВР Битола да добијат услуги и услови кои ги заслужуваат согласно концептот МВР во служба на граѓаните. Она што е примерно за сите посочени 5 објекти, за кои издвоивме средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи, според сегашниот квалитативно видоизменет градежно инфраструктурен облик е објекти кои што ги задоволуваат бараните критериуми за непречено функционирање на службите и за остварувањето на потребите на граѓаните. Динамиката на капиталните инвестиции во ресорот на Министерството за внатрешни работи преку реконструкција и изградба на објекти во изминатиот период резултираше, напоменав, со 80 целосно реновирани енергетско ефикасни објекти на МВР низ државата, во кои вложивме околу 8 милиони евра, но и 3 нови од темел градени објекти, најважни инфраструктурни објекти за безбедноста со важност не само во државата, и во регионот. Таквиот е ИКТ центарот за чување и заштита на податоци и опоравување од катастрофи, кои го изградивме исто така на подрачјето на СВР Битола, се наоѓа во Прилеп. Неодамна ја промовиравме најсовремената форензичка лабораторија на Балканот, исто така во Скопје изградена и изградба на новата полициска станица аеродром која што е во тек на градба. Морам да напоменам дека за овие два објекти во Прилеп и за форензичката лабораторија во Скопје се средства добиени преку ИПА фондовите со мало учество на Министерството за внатрешни работи, значи целосно изградени со европски пари. Инвестициите во модернизација на нашите припадници на полицијата, што овие 6 години ги реализиравме,
согласно максимата за доволна полиција, безбедни граѓани практично значат инвестирање во подобра и побезбедна иднина за сите нас. А дека тоа е така, сето ова придонесе за зголемување на ефикасноста на полицијата. На ова подрачје говорат и статистички податоци кои што ќе ги споделам со вас. Така на ниво на СВР Битола во првите 10 месеци од оваа година бележиме намалување на тешки кражби за 46%. Само на подрачјето на Битола намалување за високи 71%. Разбојништвата пак во намалување, но што е уште важно, имаме 100% реализација, односно сите 12 пријавени разбојништва на територијата на СВР Битола се целосно расчистени. Во делот на спречувањето на присуство на дрога, СВР поднесе 82 кривични пријави против 105 сторители, а во делот на нелегалната сеча на дрва извршени се 211 акциски и над 4000 редовни контроли, при што е заплената дрвна маса во вкупна вредност од 133 метри кубни. На ова подрачје се реализираше и локална оперативна акција во која што беа офатени отпадите, односно субјекти кои се занимаваат со откуп на секундарни суровини, при што се лишени од слобода 18 лица од Битола кои се занимавале со криминални активности, а поднесени се 39 кривични пријави против 50 лица. За поздравување се и над 3000 превентивни активности на ова подрачје, од кои 1/3 само во Битола на различни теми од сите области согласно приоритетите на СВР. Морам да истакнам дека Битола е, како сектор за внатрешни работи, во однос на превентивните активности една од најактивните сектори во Македонија. Сите овие превентивни активности и репресивни мерки вродија со плод, па ако ја земеме предвид само Битола, вкупниот број на извршени кривични дела бележи намалување за 25%, а остварената ефикасност на полицијата изнесува 50%. Намалувањето за 40% бележат и кривични дела од класичниот криминал, додека во делот на недозволената трговија со дрога и оружје евидентирано е зголемување на ефикасноста за 73%, што резултираше со 60 поднесени кривични пријави против 80 сторители. Очекувам и силно верувам дека и во наредниот период СВР Битола ќе продолжи да бележи позитивни резултати, зголемена ефикасност, намален криминалитет, подигнувајќи уште повеќе безбедноста на заедницата преку градење на партнерски однос со граѓаните како нивен вистински сервис. Ви благодарам.